За мојот денешен гостин не ми треба и некоја посебна најава. Неговото име и презиме кажува се Игор Джамбазов, предновогодишно во студиото на Репортер. Игор, здраво. Здраво, Александра. Драго ми е што си гостин во студиото на Репортер. Мене ми е драго, особено заради фактот што ова интервју го договараме едно година дена. Година дена, да. И јас најпрво ве поканив да дојдете во Дојран, па нешто се изјавови, ама ова место ви е некако заштитен знак и мислам дека својата емисија на друго место и не ви функционира. Ти благодарам на комплиментот, сепак мислам дека Дојран останува да направиме уште едно интервју кој ќе имаме некој друг. Чекум, викат. Ще дојдеме. Реков пред новогодишно Игор Джамбазов во емисијата на Репортер. И ајде некако ќе влезам веднаш со тоа. На времето главното прашање беше каде ќе одиш за нова година. Каде, Игор, ќе одиш ти за нова година или ќе останеш дома па ќе гледаш новогодишна преспав? Па тоа е војна тајна. На 31 дента, заедно со Нокаут, настапуваме во Хотел Парк, има денска журка, од 1 до 3. И после тоа, се знае, колата и Дојран. Зошто Дојран? Што правиш во Дојран? Па све што вие не правите у Скопје, јас правам во Дојран. Тоа е едно од оние места што, ако им дозволиш, може да те обземат, да те опчинат и да те хипнотизираат на некој начин. Јас долго време одам од Дојран, 30 години, имам многу пријатели таму. Имам во Стар Дојран легендарните Јаневи, собствениците на Фуктак. Во Нов Дојран семејството Истатови, јас бев голем пријател со покојниот Благој Истатов, легендата на македонскиот фудбал, а сега пак со неговите синови кои го наследија бизнисот. И се разбира моето омилено село Сретеново, кај семејството Чукови, моите домакини. Што знам, си се најдовме јас и Дојран на некој начин. Мислам дека и јас му требав на Дојран, онолку колку што мене ми требаше Дојран. Со тоа што имам сериозна намера сега, кога ќе се вратам таму, да си купам земја и да станам асли дојранчанец со лична карта. Гледаат ли во Дојран преспав? Како не гледаат? Викаат ли еве го Миле Бузалевски, шета по улиците на Дојран? И тоа гледаат баш на таков начин што е тренди кај младиве. Значи пред да тргнат на училиште са бајлечки, додека појадуваат со мама и со тато, а на лаптопчето или на таблетчето се гледа една епизода од преспав. Одамна немам учествувано во нешто што е толку популарно и што опсегот на целните групи е совршен. Значи, од мали деца, што велат старите, од 7 до 77, буквално овој пат. Одамна ми се нема случајно, дури не памтам од кога, луѓе на улица да ме викаат според името на ликот кој го толкувам. Тоа не ми се случило, не паметам. Секогаш си бил Игор Джамбазов. И јас се фатив сама себе дека викам еве Миле Бузалевски ќе дојде да гостува во студиото. Тоа е доказ дека сме успеале. И не само тоа дека ние сме успеале кај публиката, успеа проектот воопшто. Го играш ликот на Миле Бузалевски, еден од тројцата браќа на најстариот брат од тројцата на пансионот Преспав. Колку сметаш ти дека во Миле Бузалевски се крие еден просечен македонец кој што се спротиставува на новите времена? Прво морам да ви кажам дека јас имав една многу неблагодарна задача, а тоа е да заменам колега. Ми го изема прашањето, повели кажа. Колега кој веќе играше во таа представа. Знаат моите колеги што значи да упаднеш, што викаме ние, во представа во театар, а камоли да упаднеш во серија која веќе ги освоила срцата. Владо Јовановски беше брилијантен во првата сезона, а јас меѓу другото бев и фан на представа. Заедно со мојот гуру Харе ги гледавме заедно епизодите. И кога го добив тој неочекуван повик од продукцијата, просто не ми се веруваше дека ме бараат, но бев предпазлив бидејќи сепак во прашање беше мој колега. Миле Бузалевски и јас сме си се нашле уште од дамна, само што сега имавме среќа да се запознаеме така лично. Има многу работи што Миле и Игор ги прават на ист начин. Размислуваат за некои работи на потполно ист начин. Консумирањето на малигани, внесувањето во крвта е исто така. Но ете, Миле Бузалевски мене ми помогна да сватам дека една реченица што сме напишал пред 25 години на вистина била вистинска, а тоа дека алкохолот е за луѓе, а не е за говеда. И додека ја снимавме третата сезона на Преспав, јас престанав да пијам алкохол. Еве скоро 2 години.
сега на новогодишната ноќ ќе прославам 2 години како не пијам алкохол и на некој начин го изневерив другар ми Миле Бузалевски, но пак во новата сезона Миле Бузалевски бидејќи станува еден од собствениците на Преспав, а се соочува со тој проблем дека мора да се престане да се пие затоа што сега ќе правиме една сериозна работа. Гарантирам забава со оглед на фактот дека во оваа сезона имаме и гости од Балканот. Така можеш да ни откриеш некој веќе. Па да речеме во една епизода гостува легендарниот Никола Која. Мислам дека ќе го купува пансионот Преспав како што видов. Нема да успее, нема да му дадеме. Така. Потоа ни гостува Анџелка Прпич. За оние што не знаат, Анџелка е член на дуото Андрија и Анџелка, една од најпопуларните ситком серии на Балканот воопшто. Гостува Сашко Коцев во една брилјантна епизода. И така, многу познати актери гостуваат. Има многу повеќе статисти. Твојата сопруга Стојна ќе се врати или повторно? Се враќа. Стојна. Дури има една епизода кај што физички ме малтретира, па ја пријавувам за семејно насилство. Таа епизода се вика Je suis Миле. Синовите ќе дојдат. Тој е малку поцрт. Многу го оставила Стојна на плажа. Тоа е едно од оние епизоди на кои што беше забавно и морам да ги пофалам и сценаристите оваа година. Покрај бугарските сценаристи кои веќе се 4-та сезона со Преспав. Морам да го пофалам Сашо Коколанов кој од сезона во сезона разработува и пишува се подобри и подобри сценарија. И ние оваа година на вистина изгубивме многу време снимајки во смеење. Буквално. Сега сакам да те прашам, колку вие како актери, за театарот знам дека е дозволена импровизацијата, меѓутоа колку овдека во сценаријата внесувате по нешто свое и колку се смеете, како ви поминува еден ден на... Внесуваме свое, но тоа се регулира уште на читачките проби. Значи, неделата на Преспав започнува секогаш во понеделник со читање на епизодите кои се снимаат во наредните 3-4 дена. И на тој состанок, на тие читачки проби, ние ги решаваме сите проблеми. И не, импровизациите не се дозволени после тоа, откако ќе се договориме. Може би зборче два, ако звучат поубаво или подуховито, посмешно, но во принцип се почитува тоа што е напишано, бидејќи ситкомот, телевизиски и театарот се потполно два света различни. И многу ми е драго што открив дека многу мои македонски колеги разбираат што е ситком и знаат да играат ситком. Преспав сега од 1 декември веќе почна да се емитува на BTV Comedy, тоа е најгледаната бугарска телевизија. Сакам да кажам дека Преспав ќе доживее и балканска своја промоција, те започнаме со Бугарија, се преговара со бившите југословенски републики и мислам дека додека сме ние живи и додека е жив Пеце Талески и Охо продукција, дека Преспав ќе го работиме. Во Преспав стагнација на снимање има кога има многу статисти, се подразбира со 3-4 камери, кранови, шини, така натаму. Или па дете кога ќе дојде во епизодата потешко оди животно, се во ова минатата сезона имаше една змија. Видовме тројански коњ во новата епизода. Коњ 3 пати колку мене. Так. Коњ внесовме во ресторанот, коњ тоа. Како го внесовте? Не прашувај. Така. Не прашувај. Во последната епизода влегува коњот, а на коњот влегува веројатно најголемото изненадување што ќе го донесе оваа епизода, која не смеам да ти го кажам. Затоа чекајте ја последната епизода. Уште едно прашање само околу ликот на Миле, и самиот рече многу е тешко затоа што јас морам да ја преземам улогата на мојот колега Владо Јовановски. Што внесе ти како актер во ликот на Миле за исто така да се допадне на публиката? Па што знам, веројатно тој ведар дух што го посетува Миле, таа една блага доза на патриотизам, на македонштина што го носи. Миле Бузалевски отсликува цела една класа, една каста на луѓе кои живеат во Македонија, ги има на секој чекор, ги има во секој влез. Луѓе за кои Македонија постои пред сонцето, не пред Александар Македонски, пред сонцето постои Македонија. Но никогаш за овие 3 сезони Преспав, бидејќи јас играм во 3 од 4 сезони, не се обидов да си поиграм со тоа. Напротив, го играм тоа така како што го зборуваат луѓето кои веруваат во тоа. И затоа Миле Бузалевски
оваа година станува газда заради тоа што му е преку глава веќе од странци кои ни го узурпираат пансионот, кои Значи македонштината доаѓа до израз на Македонштината доаѓа до израз со тоа што собствеништвото доаѓа во погрешни раце, бидејќи Миле Бузалевски веднаш зема 3 кредити. Преспав изгледа како најдобрите хотели на Азурна обала, но ќе се заглавим крајот се надзираат. Ко типичен, ко секој И баш типичен тоа се случува македонец, во така. последната епизода, Преспав оди на лицитација. Ни кажа сега да го тргнам Да, ова не на ви кажам не. што е изненадувањето на коњот. Да го оставиме Преспав малку на страна, да се позанимаваме со музиката. Неодамна снимаше спот и племето и семето. Спотот го пуштија сите интернет портали, меѓутоа поправиме ако грешам, не го видов на ниедна телевизија. Не го пуштила ни на телевизија, мислам дека само 24 вести во склоп на Фан Пит, мислам дека се вика емисијата, кај што имаше разговор со Весна Петрушевска и со мене пред изведба на брачна игра и пуштија делови од спотот. Но Зошто ниедна телевизија не го објави спотот во кој што нема нешто што не би се затоа што е добар. објавило? Затоа што е вистински. Затоа што е огледало на она што се случува, затоа што некого тоа го боли. Но јас мислам заради тоа што најмногу заради тоа што нашите уредници на музичките редакции, ако воопшто постојат, не верувам дека постои такво нешто веќе на националните телевизии, се навикнати да одиш кај нив и да им го однесеш лично спотот и да ги замолиш ако може, види да ми го пуштиш малку спотот. Јас мислам дека сум во фаза во животот и во мојата кариера. Немам потреба јас да ги носам моите спотови по локалните и националните телевизии. Како Саша Ковачевиќ кој ги му ги пуштаат спотовите, он им ги носи од Београд секој што ќе направи спот, или Тереза Кесовија. Па дајте ве му. 2 радија ја пуштиле само. Но ете тој нивни инат или како да го наречам, паѓа во вода затоа што денеска телевизиите ја изгубија навистина својата вредност. Јас ова го кажа во едно интервју пред 6 години дека за 5 до 10 години телевизиите ќе ја изгубат својата употребна вредност. И еве тоа се случува. Маркетингот се префрли од телевизиите на интернет. Како помина спотот на интернет, дали ја знаеш бројката колку пати е? Јас знам, ќе ви кажам бројка, не се занимавам баш многу со тоа, но во првите 48 часа на Facebook го видел преку 200.000 луѓе. Тоа не е бројка За подценување. За подценување. На YouTube ќе си остане да си живее и тоа, но еве не станува збор само за мојот спот. Еве станува збор за новите спотови кои воопшто се прават во Македонија. За каде се прават тие спотови? Кога ни една национална телевизија нема, освен една или две, нема македонска топ листа, нема емисија во која се пуштат македонски спотови, односно има. Одамна нема, да. Ама од 6 часот наутро до 6:40 се пуштат македонски спотови за да се исполни квотата кон Советот за радио, телевизија или како веќе се викаше, и толку. Евентуално ако дојдеш како гостин во емисија, ќе ти пуштат делови од спотот и приказката е завршена. И јас бев спремен на тоа, дури го предвидев овој, му кажав дека никој нема да го пушти, но бројката што ја гледам дека се исполнила на YouTube, на Instagram, на Facebook и на ова, веќе достигнува половина милиони, тоа е тоа. Кога ги спомна Facebook и Instagram, и нели пред почетокот на снимањето се насмеавме дека си инфлуенсерка на... Не, рептен сум инфлуенсер. И јас сум еден од мажите што има така малку повеќе од вообичаеното, бидејќи жените предводат, нели? Добро, ти не ставаш сега разголени фотографии. Да, но знаеш како поминува време кога сватив и јас, а и тие што се занимаваат со Instagram бизнисот, да речам, дека оние што имаат многу дошле до таа бројка на друг начин од вообичаениот, односно оној мојот. Јас имам 40 и нешто илјади, но тие се органик, тие се тие моите, тие се тие што ме сакаат и што чекаат да објавам Но нешто. зошто се реши, те немаше на социјалните мрежи, кратко време имаше Facebook профил. Не, со Фејсбукот завршивме Да. затоа што омразата е толку голема што едноставно немаш потреба да се занимаваш со тоа. Зошто се реши, како се реши повторно да се вратиш на социјалните мрежи, меѓутоа овој пат нели не веди да отвориш Инстаграм искрено, профил? мене ме убеди мојот пријател Сашо Пижевски Пиже, кој јас го сметам за еден од најдобрите познавачи на феноменот социјални мрежи во Македонија поготово. Ми објасни дека тоа морам да го имам
дека мора секоја јавна личност да го има. Во меѓувреме слушнав и приказка како е настанат Инстаграмот, барем една од легендите, која вели дека големите продуцентски куќи во Америка, особено Sony, немала начин како да ги контролира стокерите, овие што ги вознемируваат нивните познати звезди. И откриле дека треба да се направи една нова платформа која ќе им овозможува на јавните личности полесно да комуницираат со своите фанови, што очигледно не е Facebook, затоа што, пак ќе ти кажам, таму е мразата толку голема што со таква омраза нема да ги направи. Го нема се момент да. Инстаграмот забавува прво, јас себе колку имам година и кусур, се уште никој не напишал на зидот кај мене ништо ни за Груевски, ни за Заев, ни за Мицкоски, ни за ВМРО, ни за СДС, ни за ДУИ. Мислам дека тоа таму и не припаѓа. Инстаграмот сака добра фотографија, добро видео, добра мисла. А тоа го имам јас во малиот џеп, што се вели. Ако ги гледаш моите објави, ќе видиш дека јас воопшто не се ни трудам да бидам убав, да бидам убаво облечен. Ете сега пред некое време снимив нешто во врска со Бугарската академија што не го призна македонскиот јазик, го снимив, дури ме мрзеше и да станам од кревет, така легнат како што бев, така го снимив тоа и кажа дека има македонски јазик. На бугарите им кажа дека има македонски јазик, да. Така. Ги спомена си. Не забавува, само да не забавува Инстаграмот затоа што да речеме со него почнав да комуницирам со луѓе со кои си имаме заборавено. Луѓе што не живеат во Македонија се дел од мојата професија. Па така се најав со мои колеги од Балканот, глумци, музичари и така натаму. Да не зборувам за комуникацијата со мојата сестра која се оди многу полесно. И ете, станав на некој начин инфлуенсер, да ако постои такво нешто, инфлуенсер во вистинската смисла на зборот значи нешто сосема друго, но кога ќе ме споредите со овие што имаат многу, ти кажам еден експеримент што го направи. Да речеме, една од познатите инфлуенсерки снимана во Дубај, во луксузна соба, со џакузи, со турбан, со пешкирче, со нозете, се, има 4000 лајкови на фотографијата. Мојата мачка Емилија Џамбазова Бавчанска, како спие во кутија за кондори, има исто 4000. Тоа е приказката. Дека нивните стотици илјади фактички не постојат. Кога ги збориме веќе социјалните мрежи, кои што се на некој еден начин на комуникација, а веројатно и нешто на кое што човек може, нели, поготово јавните личности полесно да се промовираат. Меѓутоа, она што кај тебе ми е интересно е, Игор нема телефон, него не можеш да го добиеш и ти всушност комуницираш преку мејл. Јас концертот во Борис Трајковски пред 6 години го направив на мејл. Само да им покажам дека може и без телефон. Но откако влегов во Инстаграм светот, како немам телефон, имам телефон. Сега знам дека имаш телефон, ама него да живот јас имам телефон, но мобилниот телефон не е измислен, Александра, за ти да можеш да ме најдеш тебе кога ќе ти падне на памет. Туку јас да можам да се јавам од било каде мене кога ќе ми падне на памет. Така да јас го користам на еден многу посебен начин и луѓето што се дружат со мене и што работат го знаат. Јас станувам наутро рано, го уклучувам мобилниот, проверувам какви пораки сум добил, одговарам на пораките, пропуштени повици, им се јавувам на луѓето, го оставам половина час да видам да не побара некој и го исклучувам. И целата друга комуникација правиш преку мејл и преку Инстаграм. И добро, полесно е така, повеќе одмара. На времето немавме мобилни телефони, па некако на времето се наоѓавме сите немавме ништо, па се договаравме. Од сега за другиот четвртак. Така. Технологијата оди напред. Со тоа оди напред и светот. Некои работи добиваат на квалитет, некои работи губат од својата драж. Го нема веќе тоа, ќе се видиме другиот четврток во 7 кај Лулашките. Ето, кога сме веќе кај тоа ќе се видиме другиот четврток кај Лулашките, ќе те врата малку подосна на детството и на младоста, ама еве сега сакам да позборувам околу твојата прва љубов, глумата. Шоумен, инфлуенсер, музичар, се. Меѓутоа, актерството сепак мислам дека е она кое што, нели те... Јас сум си актер, дипломиран актер. Пред 2 години, така 2 години се врати во театарот? 3 скоро? Кусур, добро. Рече дека веќе никогаш нема да заиграш на театарската сцена, што те пишмани и кои представи ги играш сега? Па и Киро Глигоров рече дека името ќе важи 2 месеца, па важи 26 години. Тоа не можеш да го планираш.
Значи човек што израснал во театарот, што се хранел во театарското бифе, а спиел во гардеробата на неговата мајка, и така му поминало детството, не може туку така да остане без театарот. Се разбира дека мене театарот ми недостасуваше многу повеќе отколку јас на театарот, зашто постојат квалитетни, добри, посветени актери во Македонија. Но, ете, минува некое време во кој ти се обидуваш да направиш нешто зашто Господ ти дал право да го правиш, дал трошка талент. Само трошка треба да имаш талент, другото е, нели, се работа. И на повик на Тони Михајловски, кој во тоа време беше уметнички директор на МНТ, и Дејан Пројковски, кој во тоа време беше генерален директор, ја добив таа понуда да се вратам. Со едноставно образложение дека мене ми е местото таму, бидејќи веќе сум работел таму. Јас сум избркан таму 2004 година. Одманата збораме така. Одманата сум избркан со едно смешло образложение. Не е битно, но самиот факт дека повторно ме примија назад само потврдува дека сум бил во право, а дека тие не биле во право. И убаво се чувствувам сега повторно, иако мора да ти кажам дека театар без бифе не е театар. Јас кога дојде во театарот, го отворија бифето. Испадна малтане како за мене да го отварат. Театарот сепак сака муабет и пред пробата, и после пробата. Сака муабет меѓу актерите и пред представата, и после представата. Бифето треба да биде театарски клуб. И за жал нема. Сега одам на представа, доаѓам на еден час пред представата, текстот со колегите, ќе се нашминкам, ќе се облечам, завршува представата, може би чека нека обажувателка да се сликаме на влезот или некој нешто ми подари, влегувам во кола и си заминувам. Кој ќе споредиш со она време во драмски кога Нема шанса, тоа не се споредува, едноставно не се споредува. Значи ние тогаш бевме цел ден во театар. Доаѓаш на проба, не си одиш од проба, туку чекаш да дојде представата. За тоа време седиш во бифето и разговараш за тоа што следува вечерта или тоа што сте го направиле веќе на пробата. Многу работи се сменети. Нема ни тоа од тој театар во кој јас сум учествувал, но сепак единствената работа што не е сменета, тоа е мирисот на театарот. сите актери го зборувате тоа, мирисот на Вие тоа театарот, не го мирисот на- препознавате. Да. Ние тоа го препознаваме. Тоа е еден специјален, специфичен, еден редок мирис. Не е ни убав, не е ни лош. Не потсеќа на ни едно цвеќе, не потсеќа на ни еден парфем. Потсеќа на мирис во остава некоја зимска кукичка, некоја штала. Тоа е еден специфичен мирис кој веројатно само ние го препознаваме. За жал само тоа е останат, само мирисот. Односот на новиве колеги актери кон театарот, кон уметноста воопшто, е сосема различен од тој што го имавме ние. Овие младиве сега стануваат глумци за да бидат популарни, и за да имаат многу женски, и за да ги има на телевизија. А вие станувавте глумци заради Ние станувавме глумци заради тоа што тоа го чувствувавме така. И се уште постојат колеги од мојата генерација кои несебично ги поддржувам и им се восхитувам на тоа како успеа да одолеат на сите притисоци од типот на телевизија, филм, естрада, музика, си останаа доследни на тоа што го дипломирале. Актерството. И работат само во театар. Јас тоа едноставно не може. Јас сум живец по природа и навистина сакав да пробам се што ми даде гените да пробам, да видам дали е се на свое место. Не се обидов само во сликање и во скулптури. Ама во се што се обиде се покажа некако одличен и ни сите овие години и ни сите перипети. Да речем, никогаш не можеш да изгубија бидеш популярноста. одличен во се, Добро. но можеш да бидеш подобар и малку подобар Так. во ова, и Не. малку полош во она, но За сите овие години успеа да ја задржиш популярноста и никогаш не тоа е- никогаш не изгуби популярноста. тоа е мајсторијата. Така. Тоа е мајсторијата. И мислам дека заради тоа луѓето ме сакаат мене, затоа што јас ги правев оние работи што се прават секогаш кога одиш со животот во ќорсока. И мене уметноста ми беше на некој начин и непокритие, туку терапија. Пишувањето песни, пишувањето текстови, патувањето со бендот,
пишувањето колумни, пишувањето текстови за други, настапување на туѓи концерти, сето тоа мене ми го враќаше егото во неговата првобитна состојба. Пред да му ја расплакам мајката јас на собственото его. Такво какво што ми беше на 24, на 25, на 26 години. Сега на 56 години, после овие година и кусур во дојдам, тој му кажував и на блиските, сватив дека мојот душевен мир, а мојата желба за работа и за живот се исти како кога имав 26 години. Само заради тоа што имав здрава мисла и тогаш кога ми беше најтешко. И тогаш кога луѓето имаше легенди, преданија, каде сум јас. Се што се зборуваш и прв пат кога исчезна... Затоа и ги напишав јас моите книги. Токму за тоа За да објаснам што навистина се случи. Реши својот живот им го дадеш на тасна на луѓето, Така. велите читате. Не за да заработам пари од продадените книги. Така. Тоа е семки и кикирики. Толку може да се заработи во Македонија од книга. Иако јас многу пристојно заработам. Туку, за да им овозможам на родителите кои ги читаат книгите или на нивните синови и ќерки кои ги читаат книгите, да не дојдат во ситуација во која сум дошол. Јас. И успеа во тоа, да знаеш. Успеа во тоа и ден денеска се соочувам со родители кои ме пресредуват на улица и кои кажуваат за нивните синови и ќерки кои биле по лоши патишта тргнати и дека моите книги биле пресвртница, па ќе ми се похвалат дека сега е во Лондон работи или не знам, во Јапонија работи или така натаму. Таа моја мисија успеа и само душманите можат да кажат дека не е така. Јас сум неколку години поред меѓу 5 најчитани автори во Македонија. Не неколку, мислам дека од кога е гол човек нааму дека сум јас еден, а 2 или 3 пати бев најчитан во македонските библиотеки, тие 26 што ги има. Најмногу пати се изнајмувале моите книги, па зарем тоа не е успех. Покрај сите овие бардови на нели на пишаниот збор. Не знам, во друштво со Винка Саздо, со Гоце Свилевски, во друштво со Венко Андоновски, да те има таму. Знам дека сум успел. И само душманите може да кажат дека не е така. Не сакам да навлегуваме во детали околу сите оние работи за кои што те врзуваат, затоа што ти веќе свето си го кажа во своите книги. Меѓутоа, она што јас сакам да те прашам и да те потсетам, велиш многу родители успеав да посоветувам многу родители да им помогнат на своите деца кои што тргнале по лош пат. Во егот на твојата најголема популарност, кога еви јас се сеќавам кога беа Чијас и Грефили шприцер на репертоарот на драмски театар, кога пееше и на Макфест. Тогаш одеднашка Игор се замени од театарот и тргна некако целата таа твоја приказна која со годините те следеше. Што се случи тогаш? Па тоа е 93-та година. Јас го напуштив драмски театар. Не е ни битно од кои причини. Бев во право, годините го покажа дека сум бил во право. Бев слободен уметник една година дена. Тие година дена ги искористивме со Искра да патуваме кај незините родители кои живеат тогаш во Прага, кај сестра ми во Виена и фактички скоро година дена јас бев одсутен од државата. Тоа ми беше и посоветувано од како прв пат бев во болницата што ги има и сите иницијали како и Брижит Бардов и таму ми кажаа дека би требало да исчезнам малку, да ме снема, да променам друштво, да променам средина, менталитет, воздух, се. И на тоа моје патување последна станица беше Виена, кај сестра ми Тања. Таму го запознав господинот Трифун Костовски и неговата фирма Cometal Trade, GmbH, за која никој жив не знаеше во тоа време во Македонија, го знае единствено по тоа што човекот тогаш го плати првиот пренос од фудбалски натпревар што го имаше македонската репрезентација, се играше во Маривор, во Република Словенија. И јас го знаев само по тоа. Таму се спријателивме, Искра јас дори работевме кај него во фирмата во Виена. И еден ден ме повика во својата канцеларија и ми рече: "Што правиш ти овде?" Јас викам: "Па нели, ме посоветуваа докторите да избегам малку. Убаво ми е. Не сум дома, ама ми е убаво. Што има нешто што ти би сакал да го направиш, а не си го направил?" И па му кажав една идеја што имавме 2 години пред тоа со Коле Ангеловски за еден француски текст од Ремон Кус кој се вика Детски работи, да направиме една монодрама. И јас на Трифунот прво му кажав: "Има една монодрама. Колку пари чини тоа?" "Толку пари чини тоа." "Повели." Ми ги даде парите и ми даде два билета за Македонија за мене и за Искра. Трифун те врати во Македонија. Трифун ме врати во Македонија. И
Еве, ако ме гледа, го поздравувам. Мене од најголемите господа што сум ги запознал во мојот живот. Голем љубител на уметноста, филантроп, еден добар човек, кој дојде на премиерата со неговата сопруга од Виена, дојде да гледат премиерата. И да, тој ме врати. И веднаш после таа монодрама ме примија во Македонскиот народен театар и таму тргна Буре Барут, тргнаа двете представи со Васил Христов на малата сцена, почнав да ги добиваме тие големи улоги, за кои долго сонував, следуваа сите можни награди, дока 98-9, кога почнаа бингото, почнаа телевизиските шоуа, и едноставно немаш време за театар. Тогаш беше многу флексибилно во театарот. Ти примаш плата, можеш да не играш, сега повеќе нема така. Сега ако си во театар мора да ја оправдаш платата што ја примаш и фала му на Бога што така дојде, зашто имаше актери што со години не игра. Сега повеќе не е така. Еве дури и јас кој ме примија повторно сега пред неколку години, пред 3 години кога беше. Не дека тоа некаде е запишано, но ете, чувствувам потреба дека треба да си ја одработам ја својата плата, затоа играм и во тие две представи, во Брачна игра со Весна Петрушевска и Говорна мана. Говорна мана на Гора Марковиќ заедно со Сашка Димитровска и со Ивица Димитриевиќ. И овие денови почнува подготовка на нова представа, но бидејќи се уште немам никакви информации, не би можел да ја споделам со тебе, но тоа брзо ќе се дознае. Како син на актерката Анча Џамбазова и внук на доаѓенот на македонското глумиште Петре Приличко, како успеа да излезеш оценката на твојот дедо и на твојата мајка? Колку ти беше оние тешко? Што не разбираат работата, мислат дека тоа може да ти помогне во животот. Мене ми помогна со самиот факт што кога бев дете, на режисерите и продуцентите што снимаат детски серии, никако не им се исплаќаше да импровизираат со некое талентирано дете кој никош не се појавило на телевизија. Само тогаш ми помогнало името, како дете. Но од оној момент кога запишав Академија за драмски уметности, веќе мама, тато, баба, дедо не играат никаква улога и не само што не ми помогна, туку многу пати ми одмагаше, затоа што луѓето после известно време почнуваат да споредуваат. Колку често се соочуваш, ама тој е внук на Петре Приличко, ама тој е син на Анча Џамбазова. Колку често се соочуваше со тој и се обидуваше да го покажеш? Се уште се соочувам со тоа. Се уште, ни двајцата ги нема 20 и кусур години, ама сега добив награда за животно дело на еден театарски фестивал. И имаше некои такви, еден-два такви коментари. Дека мама и дедо ми ја доле наградата. Чиста глупа. Но тие се, пред да збориме социјалните мрежи, јас сум човек со најмалку хейтери во Македонија. Познаеш ли ти тоа? Не. Најмалку. Еве ќе ти кажам зошто. Бројот на моите хейтери е во ранг на статистичка грешка. Значи, го рецитирам Петре Андреевски, или лани правев една серија од Мавро, која рецитира поезија од најпознатите македонски, и не знам, 550 Пеши во гари. Да, 550 000 го виделе тоа, коментираат се, и еден напишал, пијандора. Или не знам, го рецитираш Анте Поповски, брилијантно, ја знам дека добро го правам тоа. Ај напишал, Копук, Комарџиски. Тоа е веќе муабет кој што со години се... Да, но тие мои хейтери, ја ги знам колку се. Ти јавно го кажуваш тоа и пак не можеш да излезеш од таа приказ. Неверојатно. Еве да речеме спотот кој излезе на YouTube. Првиот ден, во првите 1 час, 7 дислайкови. Одма. Тоа е како од иста канцеларија да ги пуштаат. И еве помина месец дена, имаше уште само 1 дислайк. Значи, тоа се хейтерите, 8 хейтера имам јас. Тоа што сакам да им го соопштам на тие кои ми е значајно да го дознат, може да го соопштам само со својата уметност. Подобро вака на неколку години по еден ваков шамар. Ова е шамар, сите што ја слушна песната кажа дека е шамар. И навистина се чувствувам исполнето затоа што знам дека го кажав она што многу луѓе го знаеа, а не сакаа да го кажат. И останувам на тоа стојалиште дека ќе продолжам да го правам тоа и само тоа. Сеќавам дека во петок го завршивме спотот
И со Пиже сакавме да направиме експеримент и песната ја објавивме во 1 часот и 45 минути наутро. Ја пуштивме на Facebook. Значи без помпезни најави, без ништо. Во период кога интернет собраќајот и не е кон многу. сабота. Так. Во саботата вечер свирев во Кавадарци со Гуру Харе. Една акустична свирка во еден блуз клуб. И ние ја свиривме песната и он ја пее. После неполни 24 часа. Морам да те прашам за твојот татко, маестро Александар Жамбазов, колку доаѓа на твоите представи. И она што мене последниве 2 години, 3 можеби ми остави впечаток е фотографиите од неговите родендени кои што ги споделуваш на Инстаграм. Он доаѓа на се. Так. Доаѓа на сите мои премиери, некои можеби ги гледа и 2 пати и 3 пати. Кога беше помлад, нели го правеше тоа почесто, доаѓаше скоро на сите представи, кога игра во Театар Центар или во Драмски. Татко ми е повлечен, 84 годишен пензионер, што станува са бајле, се боцка со инсулин, оди по скопските пазаришта, трудејќи се да ми најде квалитетен маџун, мед, лути пиперки, добар патлиџан и се што следува со тоа. Да го поживее Господ, се чувствува кај него веќе, дека годините го навјаселе, но неговиот дух е на ранг на 30 годишно момче, преполне со приказни и сега на 2 пати го вознемиривме пред 2-3 месеца кога се снимаше документарниот филм за мојата мајка, Тканче. Го натеравме да каже неколку збора, тоа беше навистина голем стрес за него. А сега пред некој ден го снимавме за документарниот филм што се прави за мене. Гол човек, каде веќе ги снимивме некои од учесниците, го снимавме и джамбас. Јас не присуствував на тоа снимање, бидејќи сакам да биде изненадување да видиме што тато кажал за мене. Во секој случај тоа е неговиот живот после загубата што ја имавме фамилиарна после заминувањето на мајка ми. Всушност, он се посвети на мојата сестра и ние двајца му останавме. Сега јас сум жртва да бидејќи сум тука блиску, сестра ми е на 14.000 км. Меѓутоа ти изненади на подпишувањето на книгата. Да. Ја очекуваше, како реагираше? Не очекував воопшто, затоа што јас со неја си комуницираме на мејл. На мејл, да. И ми направи изненадување. Она е таква што она може сега да се појави. Она е луда. Супер, ки не направи емисијата уште поинтересна. Да, била договорена со вас, а да не сме знаеле. Она е една од најдолгите дестинации на планетава Земја е Скопје, Сан Франциско. 14.000. Не, што зборам? 10.240 километри, 6.000 и кусур милји. Толку сме раздалечени. Значи нема, поддалечна точка е Баунату и тие таму во на толку далеку, ама сепак блиску, претпоставувам. Со технологијава, ептен блиску е вчера правевме муавет. И така, она е која гледа човек вака на 19 години знаеше дека треба да замине тука. Тоа значи дека мозочето и работело многу повеќе од колку што ние сме претпоставувале. И она е, колку е она 65 годиште, значи 54 години ке наполни, живее во Сан Франциско, со мојот несуден зет Ерик, кој јас си го викам Кире, работат заедно. Работат 6 месеци, шетаат по светот, сакаат животни, сакаат патување по планини, сакаат скијање, сакаат тоа. Тој живот таму си има и своји мани, своји предности. Ако работиш добро, ќе работиш како кој неколку месеца, но потоа ќе уживаш. И точно тоа го прави. Она секое доаѓање во Европа на тие предавања кои она ги држи, го искористува да дојде да ме посети. На најголема радост на татко ми, бидејќи мене ми е многу битно он да ја гледа. Почесто дур не си замине од овој свет и она е свесна за тоа и затоа ти викам, она сега може да се појави. И така. Мене ми е лично, мака што она не е тука, само заради тоа што сум сигурен дека ние двајца можеме да направиме чудо да сме заедно. Во бизнисот. Сосема за крај. Беше во брак со Искра, се разделивте. Нема да те прашам околу деталите, затоа што и тоа све го раскажа во твоите книги, меѓутоа имали некоја жена во твојот живот? Или бараш или бегаш, како што... Има,
се вика Емилија. Ама сега за мачката ми се Бабчанска. Да, Александра, прости ми, ама не можам жените повеќе од 2 часа да ги трпам. Зборам за онаа убавата. Во убава смисла, нели? Многу барате, а малку давате. Сакате да сте во центар на внимание, а не можете, затоа што ние глумците мора сме во центарот на вниманието. Имам во говорна мана една реплика, ти не знаеш како е да живееш со актерка. Од утро до мрак незиното его и само незиното его. Што знам, за овој живот завршивме со жените во онаа романтична смисла. Не можам да се замислам себе си сега дека живеам со некоја господја од 50 на години која е докторка во државна болница и дека стануваме са бајле, она иде на работа, ја чекам. Се е до тука убаво, кога ќе се врати од работа што правиме. Јас за овие години, откако сум самец, си направив еден начин на живот мој, кој може од страна, кога го гледаш, делува деструктивно и ова, но има многу прецизна агенда како јас живеам. Станувам во 5 часот наутро, шетам, пазарам, се враќам дома, комуницирам со светот, почнам да работам, се враќам дома и правам истите тие работи што ги прави секој што се труди да биде домакин. Бидејќи не одам никаде, луѓето што сакаат да ме видат доаѓаат кај мене. Се дружиме, гледаме филмови, играме игри. Тие се заминуваат, јас си легнувам и каде гледаш жена ти сега во ова? Прашам. Би можела само да ја закашка работата. Во секој случај не е битно дали јас ги сакам жените. Мене ми е најбитно што жените се уште ме сакаат мене. Повеќе немаат по 22 години тие што ме сакаат. Тоа се во принцип разведени и остаени и вдовици, но целна група си е целна група и јас ги почитувам и многу ми е смешно кога низ Македонија свириме некаде во некој владалачко место што вика Скопјани, свириме и ќе се појави некоја теткица. Теткица има години колку јас сум, ме обожува и воопшто не е битно што ќе ме гледа во друштво на 25 годишници. Ме сакаат жените. Добро се, не ме сакаат сигурно заради моето змиско тело. Тоа одамна си заминало во праисторијата, ме сакаат веројатно заради мојата некоја харизма ја имам. Може би знам со жените како треба. Ти благодарам што беше гостин на во студиото и ти благодарам на убавиот муабет. Пак да ме викнете. Чао.